Во меѓувреме, како што кажавме, значи ние се фаќаме сега со Трамп, на Трамп му одат сите берзи надоле. Например, целокупната канадска политичка елита И десница и левица. денес најголемиот ривал на Џастин Трудо, Пиер Поливиер, застана рамо до рамо со Џастин Трудо. Овој Поливер е најсериозен претендент да стане следниот премиер на Канада. И он, иако нема потреба, застана рамо до рамо со Трудо да каже: види, господине Трамп, ова што го правите на Канада, нема да ви го простиме и ќе ви вратиме. Човече, значи ти кажувам ја за сериозна држава. Канада, која што е прв комшија со Америка, планира специјални договори со Европска унија, практично де факто ќе биде надворешна членка на ЕУ, Канада. Во неделата Џастин Трудо беше на Лондон, беше на итниот европски самит. Канада, која што е прв комшија на Америка, не е на 14.000 километри, туку ги дели меѓа со Америка. Канада гледа иднина во Европа, мицика се улетал ке Трамп. Зашто? Затоа што го знал Ден Бонджи. Тоа е приказка за мали деца, не знам дали има некој што верува во тоа. Тоа прошетките негови до таму, сликичките и рилсовите што ги објавува на Facebook, тоа е далеко од реалноста, бе луѓе. Убаво кажавте вие вчера и во другите емисии. Ја гледаме она Вјоса во Маралаго. Гледаме таму и Рама дека е присутен. Рубио во Грција со грците. Гледаме честитка до бугарите. Гледаме контакти на сите околни држави со сите контакт освен со нас. Добро, ние го имаме Крис Павловски, се извинувам.